Ако влезе при ЕУ и ако почнеме преговори, веројатно луѓето ќе мислеат дека таа цена што се плати со Преспанскиот договор немаше да биде толку голема. Сега јас се слушам дека сме имале разочарување. Апсолутно. И затоа ние сега наоѓаме начин кој што би постигнале консензус сите заедно да го направиме процесот. Али не мислите дека е грешка и Преспанскиот договор и договорот? Значи таму пишува како се смета Преспанскиот договор предоста. На што е предоста? Тоа е решение за времената спогодба која што направена у 95-та година помеѓу нас и Грција со интензивна работа на тогаш свежо вклучената во целокупниот процес американска дипломатија, нашиот стратешки партнер, во нов председател 94-та Бил Клинтон и булдожер дипломатијата на Ричард Холбрук и Кристофер Хил. И така е постигната спогодбата 95-та и укинато ембаргото на Македонија од страна на Грција, кога границата е практично целосно затворена. Па ако е тоа постар некој гледач, веројатно се сеќава како се живеело во 90-тите години. Добро, се. Па после дали вие сметате дека треба да се оградите од тие решенија и политики на Заев во однос на меѓународните прашања или нема потреба за тоа? Ние као граѓани сме имале многу разочарувања во изминатите 3 децении. Некои работи имаат еволуција. И тоа не е туку така паднато од небо. Понатаму да ја потсетам, 2008 година предлогот бил Република Македонија Скопје. Тој предлог циркулира уште од време на британците кои што вие ги спомнавте. У владите на Бранко Црвенковски, 92 година. И сега има едно решение кое што е прифатливо за сите, ерго омнес, и ние влегуваме во меѓународните институции. Што било алтернативата и што ќе се случувало ако немало такво решение, видено е претходно.